Ете го, трети повели? Добре ми дојде. Да, добре најдов. Морам да се служам со една, како се вика, веќе стар начин на довикување. Ние во мојата младост, и кога бевме деца, немаше мобилни телефони и кога сакавме некој да го викнеме да излезе од дома, да прошетаме покрај кеот на Отиња или да бидеме на корзото, на парадата, така, и се свиркавме. Знаеш, ке застанеш покрај прозорецот или на терасата, ако имаш, или пред портата, ако беше во куќа, и свиркаш додека да ти излезе или кучето или газдата, за да каже дека го примил позивот и дека сега натаму треба да се дружиме. Тоа беа стари добри времења и се сеќавам кога во градот сите си имаа своји свирки. Секој друштво си имаше посебно и никој не се мешаше во фреквенциите. Не смееше да имаш идентична свирка, зашто ќе беше тоа хаос. Ќе требаше на секоја свирка да излегуваш на прозорецот да видиш дали ти се другарите, дали те викат. Така се викавме и кога одевме на ноќни свирки. Како се викаше тоа? На серенади, да. И ке свирнеше некој, ајде одеме на серенади. Тоа беа стари, не сакам да кажам добри времења, ама тоа беа стари интересни времења. Автентични. И автентични, и носеа со себе некоја убавина, некој шарм. И сега сме веќе носталгични за тоа кога веќе немаме свирка, кога се довикуваме на поеднаков начин. Мобилниот телефон сега ја преземе монополот на многу работи во нашите животи, така и врз таа една убава автентична. Да, една традиција. Ја ги учев свирките на моите роднини, на постарите братучеди, на војко ми нова, и сега дома кога ќе му кажев дека ја знам неговата свирка, тоа не значеше дека имаш музичка памет, дека си музички обдарен, ама тие два такта, тие две ноти, секој можеше да ги како се вика запомни, и ние затоа и во нашата свирка на моето друштво беше песната Леже од сузе на Јосип Лисец, која во тоа време беше многу популарна со својот албум една младост, и на вистина ден денеска кога сакам да се сетам на моите пријатели и на некогашното заедничко дружење, јас почнувам прво од свирката во која што лежај од сузе, чежње за тобом. Тоа беше време во кое што се и пееше и се сакаше. И се свиркаше во меѓувреме. Сега имаме един интересен гостин кој ќе ни каже за тоа како тој и дали преку свирка може да комуницира со публиката. Например, кога си некаде далеку од некоја планина на друга планина, се слуша другото и за тоа. Волкот кога завива се слуша. Ама свирката? Ето, да не се ментално разгибуваме околу тоа прашање, имаме гости кој најточно ќе ни одговори, најавтентично. Така, убаво е кога ви благодарам, ви го честитам изданието на првенчето на вашиот преубав подкаст Црново-бело во колор, многу интересен наслов. И она што можам да го кажам, кога човек почнува со носталгична приказна, тоа значи дека подкастот ќе биде има содржина. Носталгичните приказни секогаш се содржински. И се сеќавам трајче кој збореше, сега ми текна точно е тоа дека како мали, како другари, кога бевме учевме свирки, никогаш не научив да свирам со прсти. Ако ги буташ неки киески прстите во уста, и тогаш никогаш не научив, и нашата песна беше Колеме, че е то никогаш не научив да свирам така, и сега ми врати носталгично убаво чувство кој раскажуваше дека точно с другари од мало имавме своја автентична свирка за довикување. А она што сега го свиреме е нашата емоција. Во театар се довикуваме со публика, колку поголема емоција испратиме до публиката, толку поголема е нашата свирка и нашиот повик кон публиката. Ти како глумец ми интересира како го доживувате, доколку публиката има свиреш кон Среќа се уште немат одсвирено. Не да публиката се свире на времето, може да е позитивно, може да е негативно. На времето публиката била на сцената. И имале тие задача, на сцената била заедно со актерите, и имале задача доколку да реагират на одредени ситуации, дали поготово кога нема да и се бендиса она што ќе го прават на сцената, и мавале со домати, мавале со пиперки, мавале со пари, ситни пари и така да биде дел од таа атмосфера театарска. Точно пред некој ден ја читав книгата од Бил Брајсон, баш токму тој пишува за тоа зошто театарските представи биле се биле најпрво биле преку ден, а подоцна одале се подоцни, затоа што овие во театар одале богатите.
бидејќи нивните обедувања или ручици биле многу долги, имало цел ритуал додека јаделе, и за да не губат од време ги праќале своите слуги во театар. Да бидат публика. Да ги гледаат представите. Денеска партиите ги паѓат своите партијци да гледаат театар. Сега имаме истата, ама апсолутно ништо немале поим од театар, но ете биле во публиката. Да, например, да речеме, сега доста интересно е, например, кога би слушнале некој свиреш од публиката. Да, за наша среќа ние се уште го немаме доживеено. Тоа веројатно не сме на овие спортски надпревари, не дај Боже да доживееме на некоја представа. Имате избрана публика. Не се случува, например, да Штипјани, избрана публика или се штипјани? Не, барем јас досега што се занимавам, не сум видел да од публика ја досвиркуваат представата или улогата. Сум видел како напуштаат представа, нормално, не и се допаѓа представата, ама да свиркаат представата, се уште не сум видел. Ама може да биде свирка пропратена со аплауз, тоа е плюс на дополнување нели за... Добро, на крајот, например, да речем, има кај нас во театарот, сум слушал, платеници има, кои што, например, ако излезе неговиот роднина, или беше поблиски човек од фамилијата, сите викат браво. А не е за браво, ама еве, пошто сме другари пријатели. Ама дома се договорили, ќе викаш браво. Дури не е ни смешно, тој има задача се смее. А не ништо се гледа, зашто се смее овој човек? И замисли понекогаш кога ќе бидете одсутен, тие пак речат браво, а него го нема. Актерот го нема. Има една многу интересна, како се вика, анекдота, ја кажуваше на Благој Самоников, брат му. Тој вика, ние кога свиревме, вика во филхармонија, нели, во оркестарот, и доаѓа диригентот и почнавме. Некој едно време диригентот вика, трубата вика свире малку повисок тон. И пак се стане, ја сопре тоа, трубата има повисок тон. И еден од како се вика, од оркестарот вика, господине, трубачот денеска е одсутен. Ако кога ќе дојде, кажете му дека има повисок тон. Така, например, така е исто во театарот, кога, например, да речеме, некој треба да му се вика браво, му се вика браво и кога не е на сцената. Бидејќи тој треба да добива такви, како се вика, аплаузи, френетични и на некој начин таква оценка од страната на театарот, полн анекдоти, полн со... Штипјани сакаат ли театар? Па да, Штипјани, да. Секој ден си во театарот, доживееш театарот, дел си од него. Штипскиот театар навистина има голема традиција. Да, мислам, секоја представа, кога е добра представата, таа сама си носи. Секој добар производ, секоја добра представа си носи публика. За наша среќа, во Штип постои театар долго време, веќе 100 години сме организирано културно живење. Штип е град со традицијата, со театарско живење, благодарение на многу наши дејци. И ние го носиме нивниот терет, се разбира дека има, посебно со отварањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Штип доби нова младешка енергија, Штип доби нови авангардна публика која што веќе не стави и ги помести нашите критериуми за квалитетни представи, за модерни представи, затоа што нашата таргет група е веќе модерни млади луѓе доаѓаат во Штипскиот театар и затоа мораме да побрзаме и со реновирање, мораме да го подсредиме затоа што публика веќе бара од нас поголема зграда, и да се размислува на нова зграда. Секако дека треба да се размислува, затоа што Штип веќе зградата во која што твориме, работиме во лоша ситуација. Ние и самата публика, самите представи, самиот тренд има потреба од поквалитетни технички средства. Секако дека е свар, се што има позади сцената е како пари за да биде или некоја представа како што треба. Не може да се импровизира. Мислам дека со ова што се случи во Кочани треба сега малку од овие кои што се не организатори, него таа логистиката која што е некаде поврзана со ова, со представите, треба да биде малку побудна. Не може театар да има само еден излез и да нема, како се вика, врата за брза евакуација, бидејќи театрите се шкорч. Театарот е шкорч. Тој толку брзо може да се запали, како едно шкорч. Како едно шкорч. И тука нема враќање назад. Театрите кога историјата кажува и сама по себе, тоа се податоци. Секој театар што се запалил, со децении се гради после. Да не речем век.
Како секоја црква. Ништо не се гради после така лесно, како театарот и црква, ако доживее таква една катастрофа. Ние, ја постојано викам, во театарот се влегува со широко отворени очи. И со сите чула, бидејќи сам по себе, тој представува уметност која ги организира сите сетила кај гледачот, ама не, и на актерите. И на актерите. Не може представа во која што, например, да речеме, не си обезбеден со такви противпожарни апарати и со нешто не знам како, да се користи со пиротехника. Тука тоа е најстрашно. И да имаш само еден излез. Нашиот театар мора да има барем еден излез за евакуација. Да немаш излез за евакуација, ти немаш представа. Тоа се техничките прашања кои верувам дека ќе се надминат. Несомнено, но сега од друга страна во последно време и Мики сам ќе ме повтори. Ние се последно време во театарот содржината ние што повеќе сакаме да ја уплашиме публиката. Да кажеме дека не е баш да го прашам, кога се бират представи. Можеби грешам, но мој мислење е дека зошто представите се вулгаризират? Зошто да има голотија? Не, видео ли, не е проблем можеби сум грешка. Значи, некојаш потребите кога голотијата е оправдана, кога голотијата самијата представа си ја бара. Значи, мене воопшто не ми смета голотијата. Значи, не може во Едип да нема или не знам, во некој представи. Кога представата е голотија заради модернизмот или да бидеш авангарден, тогаш настанува проблем. Или за популизмот. Да, или за популизмот. Тогаш настанува проблем. Според мене тоа веќе е некој проблем. Да, тогаш настанува проблем и тогаш не е вкусно, но доколку самата представа си бара тоа е сосема веројатно. Тоа да. Една работа што апсолутно е да речеме ти што викаш ова голотијата. Некој тренд го доживувам. Ласцевните сцени или да речеме некои тротоарски говори така натаму. Но мене ми е една ситуација страшно како се вика ми е на некој начин го издвојува театарот од таа негова иманентност, суштинска присутност. Тоа е поврзаноста со политиката. Што значи тоа театарџиите да отидат кај градоначалникот да се жалат на својот директор? Има ли таква една как можеме ли да го оправдаме таквиот чин во театар? Може да оправдаме чин на голотија, може да оправдаме чин да речеме на ласцивен говор и на сцени, ама можеме ли да оправдаме чин да театарџиите да одат кај власта, наместо власта да оде кај театарџиите да ја моле, ве молам бидете малку по толерантни кон нас, па тебе ние ви даваме пари под нашата синекура, ти одеш кај власта и викаш удри по нас, удри со камшикот. Во суштина, од дењето, мислам, секој уметник треба да биде опозиционер и коректор на власта. И тоа е правило не само денешно време, од секојаш во минатото уметниците се биле тие што биле пред времето и коректори на власта, така да, мислам, треба да бидат независни од политиката, точно да ги пратат. Мора да секој интелигентен човек ги прати случувањата, но треба да ги коригираме работите, а не да се согласуваме. Нормално, ако е нешто убаво, треба да се согласиме. Но генерално, уметникот по дефолт е опозиционер во се што се случува, не само во политиката. Тој треба да знае да коригира се што е лошо и се што е добро нормално да го. Пред некој ден имаше на социјалните мрежи еден излез вика: "Како бе, јас ние ги финансира, државата ги финансира, државата ти дава пари, како може тие да бидат до тај степен?" Значи, еве, и тоа е лошо, што вика вај тоа веќе некој усвитена глава, лоша ситуација, но актерите сами треба да се доведат до таа ситуација, да имат автентичност, да имат автономија. Театарот треба да е острово во архипелагот острови. Секако дека е така, да. И колку е сега тоа изводливо? Па види, зашо? Колку е изводливо? Мики може да ни каже дека ако тебе театарот не ти исполни до крај, ти тражиш некаде место кај што ќе потрошиш таа енергија. Знам едно место каде што Мики може да најде и секако веќе неколку години најде, тоа планинарењето. Така, да. Секогаш по дефолт кога ќе спомнеме актер, секогаш мислиме дека личност која ја сака кафеаната, го сака боемскиот живот, ги стварува денот и ноќта. Дека го сака повише боемскиот живот него она што го нуди природата. И природа. Тоа е нешто кое запишав на академија мојот Мики го најде тука, запишав на академија мојот професор Енчо Калачев, трајче добро го знае, тој почина сега, се работи за реномиран професор.
И тој рече дека актерската професија 90% е спортска професија, што во тие моменти мене беше јасно зашто сега што има врска уметност и спорта, за со текот на времето и со годините сватам дека и како е потребна спортот и кондицијата во се што работиме. И не само физичка кондиција, туку умствена. Планините нудат таква терапија, планините нудат таква можност да ти доживееш ментална кондикција, тоест да го вежбаш мозокот и своето размислување. Таму каде што тишината е толку гласна, таму каде што си во планините, каде што природата сам со себе, тогаш менталната твоја кондиција става на високо ниво оли и секогаш ли е чудно и не само ти, многу луѓе во домашни пријатели како наваја сите као мнозинство од актериве од уметниците се по кафеани, ти идеш секој веќе на врој. Затоа што таму се концентрирам, размислувам за своите улоги. Дури цела представа можеш да спремаш таму во една таква изолирана средина. И кога почнав од вакви прашања да истражувам каде е природата и уметноста спојав, дури самиот Шекспир во својата зимска бајка почнува точно така дека природата е најголемата уметност, дека всушност контактот со природата е враќањето кон природата. Актер може да биде актер и во природа и во театар. Вики, има ли на пример кај тебе некоја роља која сметаш дека никош во животот не можеш да ја добиеш, а ја сакаш? Сметаш ли дека не можеш да бидеш исполнет до крај како актер? Љубовника. Па, например, да речем, ајде. А да платиш за некоја? Секојаш ке речеш, например, например, јас не можам, ја се сеќам како аматер кога сум играл и ке ми речеш... Не можем да те замислам да бидеш улога на мафијаш од 30-те години во Чикаго. Па не, јас не можев да играм ни една улога и затоа се откажав. Од сите роли на некој начин лично ги сваќав. Премерше внесував моја лична присутност тamo на сцената, што е најлошо. Не може да се ослободам од себе си. И например, ако тоа Мики може да го каже, најдобро е кога, например, да речеме, партнерката е таа што ти не ја сакаш. Еве, например, Павле Вујсич со Чкалја на времето. Тотално неподносливата. Ама на сцената бе таков пар бе непоновлив. Да речеме, непоновлив пар. Дали тоа се професионализам? Замисли, јас минатиот прат прочитав дека Роберт Редфорд имал и како се вика, хомосексуални склоности, бил со некој. Не можам да го замислам во ниту еден случај во неговите роли. Која, како се вика, оттргнатост, која оддалеченост, која разлика од приватниот живот и на посветеност. А јас имам негативен, нема врска, негативен стан кон хомосексуалците и сметам дека тоа е. Но еве, за моја несреќа имам изиграно едно 40 хомосексуалци и тоа добро ги играм. Неверојатно. Дури мои колегите се фркават која ќе направи на крај на твоја кариера, пола ги ти се Тоа е актерско мајсторство. Дали се коса кога е режисер, а има хомосексуална улога или геј улога и знае се Милорад. А знаеш, дори играм во Цимире Сериева, не знам дали ја памтите, още на една од нашите телевизии играм хомо. И секојаш кога заврши епизодата, ти веруваш, оле, јас добивав Френк реквест едно 50 од геови. Како си? Тие мислеа дека јас сум и во животот геј. Ете, тоа е професионализмот. Го спомна примерот. Тоа е вештина актерска. Еве искрено, јас не можам не кафето некој кој не ми се допаѓа, дури по широк лак го Орев од раката не може да му земеш. А замисли да седнам да го глумам или да седнам на кафе со него. Па види, ние не сме за актери, ама за тоа па сме, како се вика, адоранти на театарската уметност и си одеме, поготово кога без пари ќе добиеме билети или кога ќе не организират во театар. Ја не можам да сватам више организирање на представи. Ја не можам да сватам. До на времето по Македонка. Само две прашања да му поставам на Мики. За анекдотата за горе-доле сите ме прашуваат ќе каже. Ме интересира кој е твојот и планински и театарски врв? Мојот планински врв е секако мојот така успех во планинарството, кој што од хоби ми се претвори веќе во сериозна пасија. Да, почнав пред 25 години со планинарско друштво Лисец од Штип на покана на Александар Цанев, тогашниот председател и сегашен председател на Лисец, да планинарам и тогаш кога влегов на планинарење сите ми се смеа као дека овој човек со коса долга и со залото во планинарството. За да со мојата упорност сега се навистина добро позиционирам во оние планирања кои што имаат сериозни трофеи,
Така да мојот најголем трофеј е врвот Арарат во Турска, 5136, и тоа е мојот трофеј со кој што се навистина гордеам. Тоа качивме пред 2 години. Тоа важи за една од тешките. Не најтешките, таа е најлесната 5000-дарка и сега за да јас сакам да го качувам Ленин и според планинарските правила и закони за да одиш на 6000 мораш да имаш врв качено над 5000. Тежок во смисла дека е полн со громови, често пати громовите се честа појава и е на граница која е нестабилна. Таму се проблем нема громовите, таму се проблем глечерите и ниските температури. Планините со громови се над 3000, таму веќе височината од 5000 метри, громови мислам дека нема. Таму има силни ветрови, глечери, вечни снегови, кај што навистина се услови, ама единствено треба добра ментална кондиција и она што е многу побитно, на сите го раскажувам, тоа е добра планинарска опрема. Значи на тие врвови навистина не се оди без разлика на својата кондиција, не се оди без добра планинарска обрика. За среќа моја со овие 25 години од мојата актерска скромна плата, сега е добра, ама претходна успеав да си купам квалитетни гојзерици и се што ми е потребно. И залудна опрема ако немаш желба, можеш да имаш најдобрата опрема на светот, колку ментално не си. Не само опремата, него Арарат е многу важно тоа да му се бендисаш на Дедо Ној. Знаете, да. Таму е барката и сега Дедо Ној, ако те деме, добро, окей. Ти си на 5000 и Дедо Ној вика. Тој одлучува тука. Да, ова момче ќе го земеме во нашата барка. Во моментот го спреам својот документарен филм кој се вика Качувајќи го Арарат. Не е идејата да се пофалам дека сум бил на Арарат, туку затоа што од причина што е 5000-дарка и што многу планира и сега се спремаат да одат за да ја достигнат, да го земат документот за качување на 5000, за да одат сертификатот и тие се спремаат да одат без соодветна опрема и тие мислат дека тоа е шала. Кога стана збор за најлесна 5000-дарка, тоа не значи дека тоа е лесно, туку во врвови од 5000 е според смртноста на според статистиката на федерациите, нели се рачуна по број на смртност. Таму нема ни 3% затоа што стварно безбеден врв. Единствено ако не успееш да се вратиш, да. Таму не зачаве Дедо Ној со твоите животи. И на кумлакот да се качеш доколку немаш, доколку не сакаш да се качеш таму. Доколку психички, физички не си спремен, можеш да крахираш. И она чувството кога ќе се качиш на 5000-дарката и ти како актер го гледаш театарот по тебе. Си викаш што побрзо стигна, па после размислуваш. Точно е така. Значи во моментот кога си на врвот, јас си мислев сега само си дојдам доле и после ги размислувам. Дали е точно тоа или кога овој нашиот Димен или кој се качи првиот на Хималаите или причината зошто тој почина таму е дека она чувство ајде уште малку се знае повеќе од 5, дури 5 е веќе многу, се подпише, сликаш и се враќаш. Да, многу е. Колку повеќе се задржуваш, веќе си осуден на затоа што симнувањето од врвовите тебе трајче од својата кариера сега почува да се симнува, тој беше на врвот. Тешко, потешко му оди. Не, на него му оди добро затоа што почнуваш да се симнуваш од врвот, ти треба на пример како се викаше стап, како Дуплантис, да со нешто да скокнеш. На него му оди добро симнувањето затоа што тој ја усвои она еврејската дека внимавај кога се качуваш, како ќе се однесуваш со луѓето, за да кога ќе се симнеш ке налеташ низ. Има еден актер во Штипскиот театар кој што јас полно пати го ставам во преден план. Мислам кога треба да се како се вика именува театарот или некоја сцена и луѓето не можат да го сватат тоа затоа што еве да речеме Америка има многу такви актери кои што се биле, например, да речеме, на некој начин боеми или се најшле во не знам какви се ситуации. Дури на времето, ако се сеќавате, групата не може да биде добра и не може да биде популарна ако не го фрле телевизорот во низ прозорецот, да речеме, во хотелската соба или да скрши гитарата. И сега јас постојано викам дека имавме ние еден таков актер кој што во права смисла што вика Мики се спротивставуваше на власта. Дури и постојано на тие во тоа време што беа владини актери, тие актери кои што слепо се држеа до власта или до идеологијата во тоа време, колку тие знаеле идеологијата, тој ќе им каже: се качувате по степениците нагоре, но постојано свртувајте се да видите кој ќе ве дочека кога ќе паднете долу. Тоа е Димитар Зајков, кој што со таа неговата храброст, дури толкова храброст,
како актер што отиде во Југословенско драмски позориште во Белград да конкурира, да го примат. И ние една таква личност, се повеќе фрламе во заборав. Например, да речеме, а зошто е тоа? Затоа што мислам дека луѓето денеска плаќаат за ролите. Ајде, ти, Мики, дали некојаш би се нашол во ситуација да го гушкаш режисерот за да те стави во, или да платиш за да играш некоја роля? Не, тоа е морално веќе одговорност, не можеш да плакаш сега да се... Ќе бидеш ли ти тој актер ако знаеш дека си платил за тоа? Ама за било кој, да речеш да платиш да си политичар, да си функционер, да треба да даеш некои пари. Ма никогаш немаш шанси како сега ќе платиш за да бидеш нешто, треба да успееш со себе си, иначе задоволството не е. Или да му се додворуваш на водачот, или да се додворуваш на режисерот за да те стави во роли. Јас кога бев Тоаш не да направиш ни роли, тоа си одеш контра себе, човек. Кога бев аматер во гимназијата и тие другите со мене ќе дојдат и ќе му кажат на Чичко Симо или на Чичко Васа. На мене мама и тато ми рекоа, ако не ми дадеш таква улога, нема више да доаѓам. Глупости се не мора. Сакам да ти кажам дека... И јас сакам да кажам дека кога имаме ваков гостин, значи времето едноставно е порозно. И да видиме што ќе ни каже за на крајот и на овој наш почеток. Дали не чека некој арарат? Било непатетично кога сум гледал било какви разговори, она прашањето дали имаш нешто да кажеш, а ние што не те прашавме за тоа. Па не, обично. Тоа кога го слушнам тоа, значи... Во нашата фела е позната она анекдота, секаде да ја кажувам горе-доле. Таа е во театарскиот круг, направив една глупост, може ќе биде интересно и за вашиот подкаст. Ќе ја раскажем и анекдотата од театар. Се течеше генерална проба на Дон Кихот, во режија на Дејан Пројковски. И течеше генерална проба, јас требаше да излезам на сцена, а нашиот театар на 2 нивоа и погледнав така, сите беа со се техника, се глумци, само јас требаше да се појавам на една сцена и доле нешто чур гледам и викам нешто се запали овде. И сега викам нема на кој да кажам, подобро да ја прекинам представата и пробата, отколку да изгоре театарот. И викам мечка страм мене, влегувам на сцена, викам горе-доле. И режисерот ми вика, шо? Викам доле-горе. Абе, вика, ти нормален си, бе, кажи што доле-горе. Викам доле-горе. Абе, што доле-горе? Абе, горе-доле, доле-горе. И така настане хаос, штиски не може. Абе, што? Излез во сцена. Абе, викам доле-горе. Абе, ти, овој нормален ли е? И тоа е една анекдота која што постојано кружеше во театарските кругови доле-горе. И така горе-доле дојдовме до нашите 30 минути предвидени. Мики, ќе не бидеш гостник кога ќе изгледа документарецот. Документарецот обавезно. Да ни споделиш искуство и за тоа да поразговараме. Да поразговараме. Овде ќе се одјавам и ќе им најавам повторна средба на јутуберите многу наскоро. Од после ова првенче. Еве ги повикувам и публиката да не гледа наредниот пат со свирката. Коле мечето.